Дури 7 закони треба да се променат за да се намалат сегашните високи плати на функционерите. Од овие причини тие се планирани и во буџетот за идната година, објасни денес вице-премиерот Фатмир Битики. Тоа што го планираме во буџетот е со сегашните предвидувања, со одредени скратување на обврски за следната година за зголемување на платите, тоа што беше најавено помпезно дека ќе има зголемување, тоа нема да го има во новиот буџет, а за другото е Па беше најавено дека заради методологијата следната година сите ќе добијат, сите функционери, именувани и избрани лица ќе добијат повисоки плати, тоа нема да се случи следната година и тоа го нема секако. А секако има скратување и во други области во кои што гледаме дека има непродуктивни трошоци, затоа што буџетскиот дефицит конечно ќе го доведеме во тоа што го имаме во среднорочниот план испланирано. Во однос на солидарниот данок и иницијативата до Уставниот суд за негово оспорување, Битики изјави дека парите ќе бидат наменети за граѓаните преку сет антикризни мерки, но доколку Уставниот суд се произнесе поинаку, тој објасни што ќе се случи. Ја кажав дека до овој момент има законска обврска за плаќање на солидарниот данок, секако средствата ќе се користат за антикризни мерки, кои што ќе бидат обзнаени наредните денови, а секако за следната година, бидејќи правиме проекции на буџетот, бидејќи неминовно е дека кризата е се уште активна, ќе има средства за антикризни мерки. Ако евентуално прејудицираме дека може таква одлука да биде дадено, мислам дека има доволно средства испланирани во буџет, но првично намената е за антикризни мерки. А ако има таква одлука, тогаш ќе треба да се земат да им се вратат од граѓаните, да се вратат на компаниите, што мислам дека нема да се случи.